Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Со представата Лажговци во неволја, од денеска на отворената сцена во спортскиот центар Ново Лисиче почнува меѓународниот фестивал на комедија Гола месечина. Со ова информација ги започнуваме вестите, еве што следува во нив. Наградени најдобрите средношколци од скопските регионални надпревари. 26.105 слободни места за упис на државните универзитети. В джеп, ако нема каде друго. Акција за чистење на градскиот парк во Скопје. Од денеска до 30 јуни пријавување на штетите од невремето. Од средината на неделата многу топло време. 65 средношколци кои покажале најголеми знаења по наставните предмети на скопските регионални надпревари, денеска беа наградени за постигнатиот успех. Наградувањето според првиот човек на градот представува мотивација за зголемување на квалитетот на знаењето кај учениците. Градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски на акредитираните здруженија за организирање надпревари и на 65-те највисоко рангирани ученици од скопските регионални надпревари денеска им додели благодарници и награди за постигнатиот успех. Учениците наградите ги добија за постигнати исклучително високи резултати по наставните предмети физика, математика, биологија, хемија, географија, германски, англиски, француски и латински јазик, како и по стручните предмети од електротехника и техничко-машинската струка. Помеѓу наградените застапени беа ученици од речиси сите приватни и државни средни училишта во Скопје, што е одличен показател дека образованието е на многу високо ниво, посочи Трајановски и ги охрабри учениците својата пасија да ја претворат во професија, бидејќи, како што рече, само така резултатите се загарантирани. Овој настан представува продолжение на манифестациите кои успешно се реализира во 2015 и 2016 година, настан кој веќе 2 години наназад без сомнение е од суштинско значење за презентирање на успесите на учениците. Денешната промоција на највисоко рангираните ученици средните училишта на подрачјето на град Скопје е голем настан за град Скопје и за македонското образование и држава. Постигнатите високи резултати на овие ученици е уште еден доказ за високото ниво на средношколското образование и доказ дека надпреварите се значајна категорија која ги потврдува вистинските квалитети и вистинските вредности на нашите ученици. Како што напомена Трајановски, наградувањето има за цел зголемување на надпреварувачкиот дух и треба да придонесе за зголемување на квалитетот на знаењето на учениците. Овој настан представува продолжение на манифестациите кои успешно се реализираа во 2015 и 2016 година и е од суштинско значење за презентирање на успесите на учениците, додаде градоначалникот. Ова јавно признание има првенствена цел на развивање на надпреварувачкиот дух и истото да придонесе за збогатување, усовршување и подобрување на квалитетот на знаењето на учениците. Под мотото в джеп, ако нема каде друго, денеска се спроведува првата од 7 предвидени акции за чистење на градскиот парк во Скопје. Првата фаза од оваа акција се реализираше наводно во текот на минатата година. Група млади луѓе организирани од Движењето за едукација и унапредување на дијалогот Лејат денеска спроведуваат акција за чистење од отпадоци во градскиот парк во Скопје под мотото в джеп, ако нема каде друго. Организаторите ги повикуваат граѓаните на Скопје да се приклучат на акцијата. Ова ќе биде прва од планираните 7 акции за чистење на разни делови на Скопје и околината во наредните 7 месеци. Со оваа акција започнува втората фаза на проектот в джеп, ако нема каде друго. Првата се реализираше наводно во текот на минатата година. Покрај расчистувањето на локациите, акцијата има за цел да ја подигне јавната свест кај граѓаните за зачувување на животната средина. 13.953 места за редовни студенти во државна квота, 8.367 места за редовни студенти со кофинансирање и 3.785 места за вонредни студенти има на државните универзитети согласно конкурсот за упис на студенти на државните универзитети. Од оваа година повторно се отвораат родовите студии и студиите за безбедност и евроинтеграција.
Вкупно 26.105 места се обезбедени за упис на студентите на државните универзитети, соопшти Министерството за образование и наука откако владата донесе одлука за конкурс за упис на студенти на државните универзитети. Од вкупниот број 13.953 места се за редовни студенти во државна квота, 8.367 места за редовни студенти со кофинансирање и 3.785 места за вонредни студенти. Од Министерството информираа дека при утврдување на бројките за упис на студенти се водела сметка за потребите на пазарот на труд во Република Македонија, дефицитарноста на струките и расположливите можности за вработување, бројот на студенти за кои се акредитирани факултетите, како и за показателите на интересот за средношколци за упис на одредени факултети во изминативе години. Годинава конкурсот има и неколку новини во однос на претходните години. Односно донесена одлука да се активираат родовите студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, кои 5 години беа ставени во мерување, како и студиите за безбедност и евроинтеграција на Факултетот за безбедност, кои исто така беа во мерување. Исто така оваа година факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи нема да имаат дисперзирани студии, а одредени дисперзирани студии на другите универзитети се редуцирани. Од Министерството за образование и наука посочуваат дека оваа година по прв пат се утврдени и квоти за упис на одредени студиски програми за студенти, чие родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот за уписнината. Повик за продукција на музички спотови во рамки на проектот Дотирај го Скопје. За што станува збор ќе дознаете подоцна во вестите. Под покровителство на градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски беше организиран традиционалниот ифтар по повод муслиманскиот верски празник Рамазан, на кој присутни беа околу 300 жители на општината. По повод муслиманскиот верски празник Рамазан, градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски организираше ифтар вечера на која беа присутни околу 300 граѓани, жители на општината. Вечерата се одржа во основното училиште Братство единство во село Средно Куњари, а градоначалникот Митевски нагласи дека со оваа ифтар вечера се продолжува традицијата започната пред 4 години, со која се оддава почит на празникот Рамазан, а се потикнува соживот меѓу населението од христијанска и муслиманска вероисповед. Граѓаните истакнуваат дека со ова општина Петровец покажува дека е најдобар и најпозитивен пример за мултиетничко и мултикултурно друштво во Македонија и регионот. Ифтар е прекинување на рамазанскиот пост по заеднисонце кај лица од муслиманска вероисповед. Поточно тоа представува вечера за време на рамазанскиот пост. Апарати за мерење на крвен притисок и шекер во крвта ќе добијат стручните служби кои ќе се грижат за возрастните жители на центар. Ова го вети градоначалникот Андреј Жерновски, кој беше во посета на корисниците на проектот Центар се грижи за возрастните, за да се увери како се реализира проектот. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски беше во посета на корисниците на проектот Центар се грижи за возрастните, за да се увери преку директен контакт со граѓаните како се реализира проектот. Општина Центар особено се грижи за возрастните, бидејќи, како што вели градоначалникот Жерновски, тие се наши родители, кои не воспитаа и негуваа. Сега вели, на нас е редот да се грижиме за нив. Градоначалникот вети дека стручните лица ќе добијат апарати за мерење на крвен притисок и шекер. Проектот ќе се реализира до крајот на годинава, но како што посочи Жерновски ќе продолжи и до година, а ќе се обезбедат повеќе средства и подобрени услови. Од следната година ќе ги посетува и лекар, а од денеска на барање на корисниците редовно ќе доаѓа и физиотерапевт. За 88 возрастни лица, жители на Центар, се грижат 15 професионални негуватели, кои ги поседуваат потребните сертификати. Активностите ги координира социјален работник кој подготвува досие за секој корисник, детална анамнеза и план за работа. Услугите кои ги добиваат корисниците се помош во извршување на секојдневните активности, обезбедување на основна помош во мобилност, лесни масажи, физички вежби, раздвижување, задачи од медицински аспект и психосоцијална поддршка. Музички бендови и поединци кои се автори на музика може да се приклучат кон проектот Дотирај го Скопје и да снимаат музички спотови. Краен рок за пријавување на повикот е 30 јуни оваа година.
Јавна соба објави повик за продукција на музички спотови за поединци и музички групи кои досега немаат снимено спот за своите песни. Повикот предвидува до 5 авторски бендови или индивидуални автори на музика од Македонија да снимаат спотови, како и нивна промоција онлайн на социјалните мрежи и во живо. Крајен рок за пријавување на повикот е 30 јуни оваа година. Продукцијата и промоцијата на авторската музика е дел од проектот Дотире го Скопје, кој ќе кулминира во период од 1 до 3 септември со фотографска изложба од сите урбани интервенции низ Скопје, презентација од страна на урбаните херои кои имаат засадено бршлане низ градот, видеоинсталации, гастроперформанси и богата музичка програма и дружење. Проектот Дотире го Скопје се реализира во рамки на кампањата Мрдни со прст и има за цел да влијае на подигнување на граѓанската свест за урбани прашања и поттикнување на граѓански активизам. Од средината на неделата следува многу топло време. Подосна во вестите ќе погледнете изјавата од управата за хидрометеоролошки работи и тоа што велат докторите за наглите промени на времето. Продолжуваме ние понатаму со вестите. Вечерва со прикажување на филмовите "Да живее рок" во сеќавање на Лу Рид и Дейвид Бови кај BBC во кинотека на Македонија завршува фестивалот Скопје Синема Сити. Фестивалот за музички документарци Скопје Синема Сити вечерва ја има својата завршница. Од 20 часот во кинотека на Македонија се прикажува филмот "Да живее рок" во сеќавање на Лу Рид, а од 21 часот на програмата е филмот Дейвид Боуи кај BBC, со што и официјално ќе биде спуштена завесата на ова фестивалско издание. Во претходните 4 фестивалски вечери беа прикажани филмовите кои предизвикаа интерес кај љубителите на музичката уметност, за легендите Крафтверк, Жан-Мишел Жар, за джез легендата Ейми Вајнхаус, за Моцарт, Френк Запа и други, како и филмот за концертот на Дерек Меј и Джиан Емин, заедно со Франческо Тристанто и оркестарот Ламуру. По традиција, во текот на годината, овој фестивал доживува и репризно издание, за што организаторите велат дека публиката дополнително ќе биде информирана. Од денеска до 30 јуни трае пријавувањето на земјоделските штети од невремето на 14 јуни. Барањата треба да се доставуваат во подрачните единици на Министерството. Земјоделците од денеска до 30 јуни може да поднесуваат барање за проценка на штети на земјоделските површини од невремето кое на 14 јуни го зафати Скопскиот, Тетовскиот, Велешко, Светиниколскиот, Кумановскиот, Штипскиот и Гевгелискиот регион, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Барањата треба да се достават во подрачните единици на Министерството. Во прилог на барањето, земјоделците треба да достават и фотокопии од лични документи и трансакцијска сметка, како и фотокопија од документ за доказ за користење или собственост на земјоделското земјиште. За проценката на штетите формирани се 7 комисии од подрачните единици, каде е настаната штетата, и веќе направија првичен увид на земјоделските стопанства. Од теренскиот увид, комисиите ќе изготват записници кои ќе бидат доставени до секторот за анализа на земјоделска политика во Министерството. Секторот записниците ќе ги проследи до Бирото за судски вештачења, кое ќе изготви извештаи со проценка на настанатата штета поединечно за секој барател. Исплатата ќе биде преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, која за секој подносител на барање ќе изготви решение за исплата на настанатата штета. Од средината на неделата се очекува многу топло време, а за време на викендот максималната температура ќе се искачи до 38 степен. Овие нагли промени на времето неповолно влијаат врз метеопатите. Доктор Моника Самарџиовска за Доктор ИМК вели дека сите ние ги чувствуваме наглите временски промени, или помалку или повеќе влијаат врз нашето здравје. Од меланхолија, поспаност, главоболки и депресија кога врне дожд, до раздразливост, варијации во крвниот притисок и нервоза кога има температурни промени. Тоа се само дел од симптомите на кои се жалат метеопатите.
Доктор Моника Семерџиовска за Доктори МК вели дека сите ние ги чувствуваме наглите временски промени кои помалку или повеќе влијаат врз нашето здравје. Таа вели дека временските разлики кога за еден ден се менуваат 2 годишни времења си го прават своето. Кај здравите луѓе се јавуваат текоби кои дотогаш ги немале, а хронично болните се соочуваат со влошување на нивната здравствена состојба. Преминот од ладно кон топло време, од дождлив период кон сонце, создава поголеми непријатности отколку во спротивниот случај. Скоро половина од светската популација страда од метеопатија која се уште не добила официјално место во медицината и покрај тоа што метеоролошките услови имаат големо влијание врз нашето здравје, вели доктор Семерџиовска. Докторите препорачуваат кафето да се замени со зелен чај, сладките пијалоци и алкохолот да се заменат со многу вода, а масната храна да се замени со полесна храна и да се избегнува благото, а да се внесува поголема количина овошје и зеленчук. Според управата за хидрометеоролошки работи, период на претежно стабилно време со пораст на дневните температури ќе се задржи до крајот на оваа недела. Од средината на неделата се очекува многу топло време, а за време на викендот максималната температура ќе се искачи до 38 степени. Управата за хидрометеоролошки работи само за четврток најавува можна локална појава на краткотраен дожд. Веќе од утре имаме позначително подобрување на временската состојба, веќе и календарски ќе настапи и летото од среда, така да и временските услови ќе бидат во склад со годишното време. Во текот на утрешниот ден времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринските температури поради разведрувањето ќе бидат нешто пониски и ќе се движат во интервал од 7 до 14 степени, меѓутоа дневните ќе бидат во покачување и утре ќе се движат од 24 до 31 степен, во Скопје до 29 степен. Понатамошно покачување под влијание на доста топла воздушна маса ќе имаме во следните денови, па така веќе кон крајот на работната недела на повеќе места максималните температури ќе го надминуваат 30 степен, а долж по Вардарието и 35 степен. Времето ќе биде претежно стабилно, само во четврток ќе има услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд и грмежи. Претежно стабилно и доста топло време се чини дека ќе продолжи во почетокот на наредната седмица. Почитувани гледачи, тука е крајот на урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, а спортските вести се следни на програмата на МТМ. Пријатно од мене.